Викувам на информациите што ги земеме од Евростат, да, значи официјалните податоци, каде што тие го сум ги поведол дека Бугарија, значи минималната плата со све со даноци е 551 евро, минималната плата. Во Албанија е 408 евро, да не сгрешам. Кај нас све со придонеси со све е 584 евро минималната плата. Еве Молдавија, да речеме, што е земја членка за да биде дел од Европската Унија, има минимална плата 285 евра. Исто така и Турција има помалку пониска минимална плата од нашата земја. Така да не стоиме лошо, но да, сме позади Хрватска, позади Словенија. Се очекува зголемување на платата и согласно законските прописи тоа ќе го направи. Стопанството е прашањето како ќе го абсорбира тој удар, затоа што имаме две алтернативи. Или одиме со надворешни или со внатрешни средства. Ако одиме со надворешни средства, тоа е веќе задолжување спрема банките, каде што нашите банки би требало да го поддржат ова покачување. Нашиот банкарски систем мислам дека е спремен. Прашањето е колку нашите стопански единици можат тоа да го поднесат во форма на задолжување. Доколку одиме на вториот сегмент од сопствените средства, во прашање доаѓаат дали ќе одиме со зголемување на цените, со нови приливи во стопанството или ќе одиме на уштрб на инвестиционите активности. Трети избор нема во стопанството. Во Србија на 1 јануари имаме 550 евра минимална плата, сето ова е во нето. Во Босна и Херцеговина останува 511 евра, таму треба да се донесе нова одлука, но во ентитетот Република Српска минималната плата ќе изнесува од 512 евра за неквалификуваните работници во нето до 743 евра за високо квалификуваните работници или оние со високо образование, магистарски студии и докторати, и Црна Гора останува во јануари непроменета 600-800 евра. Па замислете во јануари македонскиот работник со 397 евра или под 400 евра, каков мотив ќе има, каква продуктивност ќе има и дали ќе размислува да остане во Македонија да работи за македонските работодавачи или на некои 50 км од Скопје преку граница ќе работи за 500 евра минимална плата.